Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич, она за што денеска ќе разговараме една релативно чувствителна тема која предизвика и доста реакции кај нас. Верувам дека нема да мислам во ред, нека има реакции секако и во емисијата, но да се задржи сепак некое ниво и ако е можно да ги лоцираме причините за тие реакции, да видиме навистина каде се тие мотиви или која е всушност реалноста. И впрочем се сведува на тоа дека некако ние имаме проблеми внатре и државата и тој корпус национален. Всушност станува збор за еве сега и официјална ситуација, официјално оградување на председателот Стево Пендаровски од ставовите на неговиот советникот на председателот, професорот Денко Малевски и поранешен министер за надворешни работи, а околу прашањето со Бугарија, поточнете информирани сте во врска со интервјуто кое професорот Малевски го имаше и кое сега предизвика доста реакции, дистанцирања и официјално оградување и од кабинетот на председателот, но и од владата. Велат дека ставовите на Малевски се лични, не ги отсликуваат, не ги представуваат позициите на владата на Република Северна Македонија. И добро, во ред, нека е тоа така. И од кабинетот на Пендаровски велат дека тоа не значи ништо, не значи дека тие нема да соработуваат и во иднина. Председателот Пендаровски треба да соработува и, како што се вели оттаму одамна цитирам, времето зад нас, кога сите советници на председателот и премиерот до последен имале задача да ги повторуваат ставовите на своите предпоставени, затворен цитат, значи во ред секој има слобода, но што е она што ги предизвика конфронтациите и од многу историчари и слично. Клучни моменти се за подсетувањето. Изјавата на професорот Малевски по однос на Гоце Делчев и Крсте Петков Мисирков дека биле бугари. Тоа е пак овие изјави се дадени во интервју за бугарска телевизија и тоа всушност дека всушност сосема кратко се вели дека да речеме за Гоце Делчев, да, тој се определил како бугарин, но треба, повторно во цитате ова, но треба да се знае дека тој е роден во една мултинационална заедница, каква што била Македонија во тоа време. Тој имал чувство за еден силен локал патриотизам кон својата земја за која се борел за Македонија. Според тоа не може да се порекне неговото бугарско национално чувство, бидејќи тој самиот го кажувал, но исто така треба да се земе предвид колку тој се залагал за земјата во која живеел. Тоа е поднос на Гоце Делчев, поднос пакете и на Крсте Петков Мисирков и автор на делото за македонските работи. Слично се вели, очигледно, значи тој е бугарин кој зборувал за национален сепаратизам. Тоа е, велам, главното што ја разбранува јавноста и освен тие разлики кои испротивставености кои се појавија внатре нашиот, да така кажам, идентитет корпус, дополнително го отвора прашањето има ли решение за тие историски прашања, проблеми помеѓу Македонија и Бугарија, особено и во контекст на тој договор за добрососедски односи и се тоа што и во последно време е актуелно. Толку колку за вове, да го слушнеме вашето мислење. Добар ден за првиот гледач. Ало? Да, повелете, добар ден во програма. Одамна не сме се... Да, па се радувам, само продолжение вака, па да. Диве, да. На добро Видете дружење. да ви кажам. Повелете. Некако за мене лично зборам, историјата на Балканов е многу релативна од кој смисол.
Јас имам чувство дека историјата на Балканот е, така да кажам, и навивачки пишува, не да саки ви кажам. Значи, за мене најкомпетентна, најмеродавна историја е тоа што јас со мојот живот од рана младост сум присатен на овој свет, ме разбирате, и сето она што сум го доживел за мене најмеродавна. Да речеме за атентатот на Григоров, неговите добрини, па помогнете ме ве молам што погина во авионската несреќа, Трајковски. Председател Борис Трајковски, така, добро. Дали ме разбирате? Да. Значи, јас сум бил присатен на овој свет и за мене таа историја е закон. Јас сум го доживеал тоа. И сега пазете, Ататурк, роден во Битола, ме разбирате, одраснал, допринесувал за Турци. И сега кај ни е насумот, то толку едноставно не е решено, него затоа што се знае, цивилизацијата знае, дали ме разбирате? Јасно. Сега, не спори никој, Малевски рекол, Пендаровски. Битно е да се има цивилизиран диалог. Дали ме разбирате? Па дали е тоа Пендаровски Малевски или Пендаровски премиеров Борисов, дали ме разбирате? Значи, има начин, има ниво и све ќе се реши, али под услов да бидеме луѓе на место. Дали некоја историјата, простете на овој израз, ја пишувал со лева или десна рака, тоа не е битно. Битно е да не смири, да бидеме луѓе, да бидеме соседи на место. Така, ви благодарам за јавувањето и ето овие разумни ставови. Ве поздравувам, го поздравуваме следниот гледач. Повелете, добар ден. Да, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до телевизија 24. Ви благодарам, повелете. Ова прашање е многу скакливо прашање што го поставите. И тоа како, да. Затоа што прво и основно имаме внатре судери во нашата политика. Не може еден советник на председател да излегува со такви изјави за бугарска телевизија и да кажува Крсте Петков Мисирков е бугарин и Гоце Делчев е бугарин. Луѓе, па знаете ли вие нашите творци, дејци, кои се бореле во времето да створат држава во Турската империја, сите биле по Белград, по Бугарија, по Англија, по Америка. Од таму твореле, од таму правеле вестници за да дознај кој е Македонија, што е Македонија. А не сега, и сега се извинувам, професорот, докторот по бинарно право Огне Малевски, срамно е ова што го издал, да се разбере. Срамно е. Прво, нити Гоце Делчев е роден во Бугарија, роден е во Кукуш. По татко, по мајка, од Кукуш. Во друга држава е. Нити Крсте Петко Мизирков, а кај ги напишал македонски работи? Во Русија, таму во Кабило друго место. Прво да се разбереме. Немојте ние да си она што ни е наше, прво не може бугарин да пишува за Македонија. Јас искам да ви кажам, сум ја учил таа многу пошироко таа проблематика, али никаде не сум наишол дека во историјата, нити во другите правни акти пишува дека Гоце и Крсте Петко Мисирков биле со бугарско потекло. Не е вистина. Тоа може некој да окажува паушално. Али јас ви поздравил и бугарската влада и македонската влада да најат еден заеднички компромис да излеземе од оваа криза. Ви благодарам многу. Да, молам, ви благодарам и вам за јавувањето. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Не се слагам со господинот пред мене. Затоа што Гоце Делчев студирал во Софија. Да. Крсте Петков Мисирков од Прилеп каде пишувал во Бугарија или Русија. Не е спорно тоа. Спорно е дека ние нити сме имале азбука, нити сме имале држава и било што да го подкрепи тоа со факти. Нели? Добро. Ете така. Ако има да подкрепи некој со факти дека Гоце Делчев, Крсте Петков Мисирков, Јане Сандарски биле македонци, се бореле за Македонија, тогаш вред. Нема факти. Ако има факти, тврдењето е добро. Мистон дошло од Америка да спаси да ја спаси, например, Македонија во тоа време, како што се тврди, по филми, по се ред други работи, ама никој не успел во тоа. Ајде, еве, една црква во Македонија, кажете дека има икона напишено на македонски јазик. Нели? Се е на бугарски и на старогрчки.
сите факти што укажуваат на бугарско потекло на целокупна територија на Македонија. Не дека ние сме бугари, ние сме македонци, ама нити сме имале држава, нити ќе имаме држава. Ќе имаме ако не се спротивставуваат сега вака овие што мислат дека ние сме биле македонци. Ние сме биле македонци, да, ама нити сме имале држава од 45 година наом. Да. Од 90-та самостојна Република Македонија. Да, 93-та Република, поранешни условенска Република Македонија. 2019-та Северна Република Македонија. Готово да го прехванеме сите тоа, ставиме крај и точка. Благодарам, пријатно. Да, молам ви, благодарам и вам за јавувањето. Добро, ете она што спомнавте од црквата, иконите и слично. Или да речеме, не знам, самото чинодействување, не знам, ајде и тоа колку релевантно би било да се прави паралела во смисла во која имате употреба на тој старословенски јазик и така натаму, да речеме и во Србија и слично, токму во тоа, нели, спроведување на литургиите и слично тоа чинодействување. Но добро, го имаме и тој период кога Бугарија е практично можеби на врвот од својата моќ, па и територијално. И ставовите тука на Гоце Делчев и на Мисирков, пред се и на Гоце Делчев се јасни во смисла кога токму на врвот на таа голема Бугарија, тој оди со таа теза на тоа, за тоа одцепување. Но добро, ја имаме таа сега проблематика која нас не дели тука повторно, и тоа гледате повторно околу таа припадност етничка. Повелете, што мислите? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Исто тоа беше, ако се сеќавате, исто пред неколку временски период, се не можам точно да кажам, кога престанаа комисиите да преговараат, да се договараат. Да. Камен на сопнување беше Гоце Делчев. Така е. Колку што се сеќавам јас. Одлично се сеќавате. И тогаш јас се јави во вашата емисија и вака рек. Да е жив Гоце Делчев, Крсто Петков, Мисирков, Јане Сандански, без разлика кој да е, ќе си каже што е и како и од каде и кај се родил. Меѓутоа тие веќе не постојат, за жал. Така. Сега треба да се најди едно заедничко решение. Не можеме да се договориме, дај ќе биде и наш и ваш. И завршена е работата цела. Так. Ниту некој ќе го земи кај нас, ниту некој ќе го земи кај нас. Тој е одамна почина. Така. Моето размислување е тоа. И наш и ваш. И решен проблем за секогаш. Јасно. Толку. Да, ви благодарам за јавувањето. Проблем е, проблем, гледате, целата работа, суштината е во тоа што некако дополнително сега се конфронтираме различни стојалишта, се не мора нужно биде конфронтирање или со други зборови не сме единствени токму околу овие прашања, а во едно навистина чувствително време кога се преговара и договара, пак сакате и позицијата наша токму по однос на Македонија, Бугарија. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме, повелете во програма сте. Ало, добар ден, господине. Добар ден, повелете. Мухич? Да, во програма сте, повелете. Одамна не сме се чуле, да ви честитам утрешниот празник. Ви благодарам исто и вам. Посебно на вас, на сите во 24, вака да ти кажем за овај тема, ја од Савале слушам, нели, за работниците, овој се што прават, значи изиграват се со народот, отпуштат циркуси прават, пендаровски, малески, тој се све исти, али ми е криво овие старци пред мене, Северна Македонија, Северна, како не ги е срам до сега живеале у Македонија, сега Северна, останало још некоја годинка, нека биде Северна тамо за кумовите, што се толку изрипува и по телевизија, што ни направи овај Северна Македонија? Направи не за нигде тој да трпимо заедење и да отпуштат работници и да прават кој што сакат. Како не ги е срам, ај некој помлад да се јави да каже, да си каже некоја желба, некоја мака, но они све се фанале, преживеале таму, уживеале тој што викат куменјари докараа корона и сак мислат па тој ќе ни се врати тука, ќе бидат и уживат како што се уживале. Бар да ќутат там некои млади да се јават и да кажат нешто и овај Македонија да појде стварно напред, а не само
само едни исти и само тој по телевизиите едно исто на сите телевизии. Па ја не знам, више треба се срамат, па немат ни култура, ни карактер, па на што личи тој? Ако убаво е, нека се јават, ама нека кажат нешто ново. Само Северна Македонија, се ајде таа Северна Македонија што ни напри. Господин, извини малце, не можам стварно да ги поднасам. Вие сте прекрасен водител, сите во 24, голем поздрав и се убаво да биде и овај Недаќа да помине таму еден пут. Па кој сака нека го води и Пендаровски и Малевски очи, нека вада таму само да помине оваа корона што не заробија дома, да не можеме да искочимо, да се прошетамо, еве деца заробија, све живо направија, а они се фанале тука избори, Македонија северна, ово, оној, срамота, дај нека се малку посрамат да помине овој, па нека кој сака нека го води овај Македонија само да помине, да нема више мртви. Поздрав, господин и се наубаво. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Господинот Малевски, ако е господин, стави печат на таа партија што е на власт, да кажи дека, еве да речеме, и порано, ама ќе кажам од 90-та година навака, како е растура Македонија и како скроз сака да ја разнебити. Но што ова личи? Еден пред мене се јави, пред еден двајца, не знам како беше, вика се пишувало на бугарски само. Так. Ама не додаде реченицата дека тој јазик бил бугарско-окупаторски јазик. Тоа требаше да додај. Ама човекот може толку прочитал, толку знае. Па тогаш дај ги отвориме во Турција архивите, во комшиви архивите, во Франција, во Англија, се пишува. Кој дел територија опфаќала, кај народ македонски живеju и како се чувствувале. И се што не можеле да направат држава од окупатори, не можеле. Не биле спремни, сиромашите било. Како да кажам, сите сакале да не потиснат од сите страни. И сега тие то не сакат да го прифатат, него дај Македонија да ја разнебитиме. Ова не е случајно Денко Малевски што го пуштија сега баш во моментов, пошто бугарите најавија такво сценарио, сега народов да го припремаат малце, ајде Денко ти излези, пушти малце народов, ќе провика, ќе пропуска и ние ќе прифатиме ова се го барат бугарите. Значи, чекор по чекор. Како што реко грците, од една страна, мама се направија чекор. Сега бугарите, ако не постигнат тоа што можат, ќе не вратат на грците. Дали се свесни овие? Треба одма да ги немат политичка сцена. И што, пријатно и убав ден, Димаш. Поздрав и благодарам, убав ден и вам. Токму поднос на ова што велите сега, испитување или слично, на ставовите генерално. Тука се наметнува и прашањето околу можно ставање на вето од страна на Бугарија. И тука, да речеме, Малевски смета и тоа и анализирано и од повеќе и портали и слично. Но добро, клучне неговиот став, цитирам дека вели, македонската страна треба да се соочи со објективната историска вистина, веќе ги спомнавме примерите, Делчев, Мисирков, а, повторно цитирам, а бугарската страна да се соочи со реалноста на современото постоење на македонската нација, народ и македонскиот јазик. Значи, еве го и тука, како би го кажале тој дуален, односно двата аршини. Со што ние треба да се соочиме, Делчев, Мисирков и слично, но и со што треба да се соочи и да го прифати всушност бугарската страна. А тоа се гледате реалноста на современото постоење на македонската нација, народ и јазик. Повелете, добар ден. Ало. Да, во програма сте, повелете. Не слушате ли? Да, ве слушам, повелете. Добро, со господинов Исо. Со него зборуваме. Да, со мене во програма сте, повелете, еве сите ве слушаме. Да, во програма сте, зборувајте, повелете. Аха, фала, децко. Повелете, кажете. Добро, дали не ви е досадно да ве прашам, прво како прво Иса да го прашам. Дали не му е досадно да ги слуша без веза? Македонија, јас сум 70 години, Македонија сум живеела на исток, у Велес. Сега сум дојдох у запад, у Петова. И сега има кој да се разбере за тука.
а не сум ни ја должна, ни тој. Па да, нас од време не нарекли така на македонците. Ние сме најглупав народ, бе, душо. Ние сме глупави, ние не знаеме да се одбереме кој сме и шо сме. Во една држава живееме, очите си ги владиме. Ова не правди на кај. Дај нека се освести, каде е господинот министер, каде што беше господинот на ово што на владава сега техничка. Дај нека покусат нешто за овие инвалиди, као јас што лежам испружена. Само вака ќе биде, а дали дошол да праша ишо некој, дали имам ја лет? Така. Плюс инвалид, без деца, без фамилија, без никого. Па дајте да превземете доста овие ги слушате. Малку му вине 14.000, а што би он рекол да живее со една туѓа нега, бе? Што би рекол? Како ви ово, не знам ја каква владата е. Море да избори, кој ќе падне, нека падне. Првата Бетер, оваја Биндетер. Добро, ве поздравувам, го поздравуваме следниот гледач. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Откако почнува театаров со докажување на македонштина и по кој е поголем македонец, јас кажав една работа и сите ја знаат овие што се уа тука, дека да не се чичкаме многу со историјата, бидејќи ние имаме една дупка во историјата која не можеме никако да ја затвориме, а нити па можеме да ја попуниме со факти. И сега таа дупка се отвори, голта уште повеќе факти нас ни е криво. Јас кажав и ги им повторувам на сите. Зошто господјата Додовска призна дека Гоце Делчев напишал писмо во кое се искажал како бугарин. Е сега бугарите што сакаме да кажа дека е македонец кога има документ дека Гоце Делчев напишал писмо. Ајде да го дигнеме Гоце Свети Спас и нека каже што сакал да каже со писмото. Или да ги земеме овие сите сега што земале 130.000 бугарски пасоши, после 15 години што ќе бидат во Македонија? Бугари? Зашто ќе бидат? Абе пишале слободна изјава дека нивните корења се бугарски. И сега ние овде кога се тепаме, си губиме време, се докажуваме кој е поголем македонец. Приказката е завршена, бе, пријатели. На сите да ви биде јасно. Затоа што пола народ во Македонија потпишал изјави дека се бугари. И тука немаме што да бегаме ние. Дали било од економски причини, дали било од историски причини, потпишале дека се бугари. А ние бегаме од тој факт, што цело време викаме од економски причини. Е сега тие економски причини ни судираат од глава. Знаете зашто? Бугарите имаат двојката, ние го имаме прстото уста и викаме само се маваме во гради. Зошто Баскопулос Павле од другата страна на границата вика јас сум грчки државјанин со македонско потекло, а не вика дека јас сум македонец од Грција. Ајде да ги прашаме ве сите тие што се прават патриоти што лупаме у гради. Зошто Баскопулос тој е негов став? Значи он е грчки државјанин со македонско потекло. Тоа е сасвим друга разлика. И мислам дека ние што побрзо треба да со некои работи да се помириме. Така, да, ви благодарам за јавувањето и ете ова интересно размислување. Да го слушнеме следниот гледач. Повелете, добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, имаме ли? Ало? Да, во програма сте, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Предходниот ми ги зема, предходниот гледач ми ги зема зборовите. Значи... Да, и мене ме замисли, да, повелете. Сакам да кажам дека самиот одговор го имаме во вашето прашање. Колку наши сограѓани има земено бугарски пасоши? И што значи тоа? Што се тие сега? Имаат бугарски пасош. Така. Бугари се, така? Но добро, не се откажале од македонското, нели? Значи двојно има. Ама потпишува тамо дека се бугари, дека имаат корења бугарски. Добро, да, тие некои од условите јасно се, да. Да, значи истото и со Гоце Делчев потекло има бугарско, да. Добро. Истото се десило и со Гоце Делчев. Немал држава он. Држава нема. Така. И тоа нема јасно како дене, што сега ние рипаме џабе. Тоа е. Благодарам и пријатно. Да, молам ви, благодарам и вам за јавувањето. Повелете, добар ден.
Добар ден, повелете. Повелете ако имаме гледач. Во секој случај предизвика доста, гледате, реакции и од фелата на историчарите. Еве ви информација имајте наум во вестите во 17 часот, ке има и посебен прилог за тоа. Колешката Лепа Џундева подготвува, токму ке има и интервју со таа фела на историчари. Но еве и гледате реакција официјална и од председателот, па и од владата. Имаме на вистина сега поделени и спротивставени ставови мислења околу ова што долго време, гледате, се провлекува и е некако камен на сопнување. Разбирливо пак тогаш и тоа каков камен на сопнување во преговорите помеѓу Македонија и Бугарија, кога еве внатре овој еден корпус е и тоа каков проблем. Повелете, добар ден, ако имаме сега гледачи. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Завртев и добив и истото да го потврдам на овие двајцата претходни гледачи. Значи, сето тоа е дел од вистината, ние сакале да признаеме или не, тоа е нашата историја, тоа е нашата вистина. Значи, сите во тоа време што се школувале, ако се школувале во Грција, се воделе како Грци, во Бугарија бугари, а во Белград Срби. Фактички истото што сега се зимат бугарски пасоши, заминуваат на работа, после 10, 20 и 100 години, фактички тие луѓе стануваат бугари. Едноставно сменетмо идентитетот. Меѓутоа, нашите историчари да не губат време и нашата влада да се побараат од светската историја, каде што нека таа пресече. Најправата и вистинската историја е во светската историја, мислам дека се наоѓа во Лондон, нека се најде една средина и нека се реше тој проблем. Сето тоа нека остане од позади, а ние веќе да продолжиме напред. Вака не се може. Кој е поголем патриот? Па во парламентот половина имаат бугарски пасоши. Зошто ми се? Ајде некој од економски причини заминал, а зошто му се на нив? Која ќе крадат, па ќе бегат да не можат да ги фатат со бугарски пасоши. Имајте убав ден. Да, ви благодарам, убав ден и вам ви посакувам. Добар ден, му посакуваме на следниот гледач. Повелете. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Па не ми е јасно што сега ги разборичкуваат работите, што и пред 70-80 години и во училиште се научеле кој е Гоце Делчев и каде е роден, сега само измислуваат нешто. Да се знае кој е Гоце Делчев, што има сега тука ни Денко Малевски, ме разочара Денко Малевски, срам да му е. Стварно мислам не е во ред тоа, така да има историја која што историчарите знаат исто така да ги скривуваат вистините, што не е во ред, се знае, научеле во училиште. Сите што се над 50-60 годишна возраст, сите знаат кој е Гоце Делчев и каде бил роден и неговото действување. Значи, нема тука што сега им текнало на бугарите, сега е наш Гоце Делчев. Па не е нивни, ако бил нивни, што не го земале пред 50-60 години. Па стварно, па не е во ред, па не е бугарски. И не знам че сега јас ако сум била, родителите ми работеле во Египет, дека сум јас нивниот држављанин и дека сум нивна. Па стварно, ја не знам зашто не направат нешто еднаш за секогаш да се реши тоа. Тоа не е вистина. Така. Па не е, сигурно дека не е. Сега ќе се докажуваат, ќе се покакви историчари, ви се молам, и овие во Академија на науките се фосили над 75-80 години. Забораиле више што било и како било. Ајде нека се макнат таму, ништо и тие не знаат. Благодарам. Да, молам ви, благодарам и вам за јавувањето. Инаку пак интервјуто за бугарската телевизија пак е дадено само еден ден откако пак предходно господинот професорот Малевски во колумна напиша текст во кој, да речеме, прави споредба или информира околу Крушево и Илинден. Вели, да речеме, во архивата на Нью Йорк Таймс, го цитирам, во текст пратен од дописник во 1903 година за бунтот, се пишува за бунтот на бугарското население во Крушево на Илинден.
Значи, вели професорот Малевски, ние мораме да се прилагодиме кон историската вистина дека во минатото сме биле дел од еден ист народ. Па по оваа колумна е и интервјуто за бугарската телевизија дадено и сега велам ги имаме реакциите во кои ете голем дел од јавноста и историчари и така натаму ги оценуваат овие изјави како пробугарски. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Мене на дилема ме мачи. Ние со бугарите си ги вадиме очите. Да. А Гоце Делчев е роден во Кукуш. Има роднини, таму во тој дел живеат македонско население. Ако во тоа време сите тие што живееле тамо, исто како Гоце Делчев, кој што немал држава, земал пасош бугарски, имале пасоши и се декларирале како бугари, мене ми е чудно зошто грците и бугарите не се ги вадат очите. Зошто? Так. Ако бугарите тоа го тврдат, значи има бугарско население во Грција. А Грција вика нема. Так. И са тие воопшто една буква немат еден према други кажано, а ние си ги вадиме очите. Значи, очигледно е која е целта. Ние сме послаби, па дај сега што можеме да наметнеме, колку можеме. Само многу прашина се креат, многу едни исти луѓе стручњаци за се и се што се јавуваат, значи на секоја тема тие се јавуваат и ни кажуваат што е и како е. Пуштете ги тие има такви изјави колку да сака човек. Се ќе легне на брашно. Да излеземе ние од ова криза сега да спасиме глава, економијата да тргне, тие работи ќе се решаваат во мене никој нема да ми забрани, јас да сум македонец. Дедо ми бил, прадедо ми бил, татко ми бил, сите македонци бил. Не може некој ми каже сега не си македонец. Јасно. Ќе се реши, се ќе се реши. Само здрави живи да видиме. Јасно, да. Ви благодарам за јавувањето и навистина и тоа клучно укажување дека е тоа лично чувство, дали вера, дали национална припадност и без оглед на тие некои формални декларативни работи, ако вие знаете што сте, тоа е и најважно. Секако не дека е нешто, дека е беззначајно и ова другото, но ова е столбот. Да се знае, да знае човек самиот каде е, што е, а потоа ете и другите работи. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ми падна во очи во дискусијава дека се напишало на едно писмо од Гоце Делчев, каде велел дека е бугарин. И сега тоа е, пазете, клучен доказ дека сите оние што се декларираат македонци како него се уствари бугари. Значи писмото е крунски доказ. Океј, ајде тогаш да збораме за писмата. 1897 година Вилијам Гледстон, англиски премиер, во писмо исто вели Македонија на македонците. Тоа не е доказ, а? Или да речеме овој црнецот кошаркарот Мекелеп што играше за македонска кошаркарска репрезентација вели колку е убаво да си македонец. Так. И сега неговото македонско државјанство, неговата изјава не е доказ дека ето. Барсовецки го пишиме. Или пазете, сите овие што тврдат дека се македонци, пазете, во исто време се и срби, и бугари, и грци, и илири едни тврдат. Значи во исто време ние сме, оние што викаат дека се македонци, и срби, и бугари, значи нешто феномен, светски феномен. А еве да речеме и за друго писмо да збораме. Овој трговецот од Буртино му пиша на Иванов писмо дека ќе го почитува македонскиот идентитет, македонскиот устав. Ама пазете, тоа писмо не е доказ. Доказ е тоа Гоце Делчев што го напишал. Значи според Денко Малевски, Гоце Делчев е бугарин, роден во Грција и се борел за независна Северна Македонија. Тоа е истата аналогија кој во јуни 2012 година истата партиска структура што лупа на градскиот совет Скопје кога ВМРО ги преминуваше улиците, викаја бугари. Или за пасошите, Боро Малборо од СДС, тој си прими бугарски пасош, тој беше добар бугарски пиштолџија што пукаше на македонска полиција.
Добро, да, ви благодарам за јавувањето. Во исто време се отвори прашањето, и да мислам во ред, односно да го прифатиме тоа, нема дилема, да не правиме споредби, да, бугарин, дали тоа автоматски исклучува да се бори за Македонија, за независна Македонија и така натаму. Како што да речеме, дали нужно значи, ако не може ли некој македонец да се бори за интересите на Бугарија, за, условно да карикирам, за некоја голема Бугарија. Дали со самото тоа што е некој македонец и сега во Бугарија кажат, па не, ти не можеш да бидеш пробугарски, ти си македонец. Визавиете и тие пасоши што ги спомнавме, од интерес каков е, економски или екзистенцијален или патриотски. Има ли значи некој, да, македонец е, но има чувство поинаку, па може ли и обратно да биде. Затоа велам, дали нужно се исклучува тоа, иако е бугарин, тогаш не може ли да ја сака Македонија и да се бори за неја, за независна Македонија, дополнително што секако и ова го дискутираме, е дискутабилно, да, како што каже и гледачот врз база на писмо и така натаму, колку што може да се толкува и тврди, па и со самото тоа да се веќе исклучува. А тој напишал дека е бугарин, но дајте дека напишал тогаш дека е за Бугарија, за голема Бугарија и дека не е за Македонија и дека ќе се бори за идеалите за Бугарија. Имаме ли нешто такво или само тоа дека е бугарин и автоматски од тука извлекуваме и се дека не бил ниту за Македонија, ниту за... Добро, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Дали сум во програма? Да, вие сте, повелете, ве слушаме. Ја не би се разочарала во Денко Малевски. Човекот ги толкува работите така како што ги толкува. Токолку постои документ каде што Гоце Делчев се изјаснил дека е бугарин, да се изјасниш дека си бугарин, значи се осеќаш дека си таков. Имаме ние наши граѓани кои што, не знам од какви причини, меѓутоа се изјаснија дека се бугари, дека нивните родители, баби и дедовци се бугари, добија бугарско државјанство. И сега, например, работат конкретно за Словенија, ќе ви кажам, додека поминат 10 години во Словенија, после тоа треба да се откажат и од македонското и од бугарското државјанство, доколку сакаат и тогаш ќе бидат словенци. И што ние можеме да кажеме дека тие се после македонци? Не. Они доброволно кажале дека ќе бидат словенци. Или доброволно кажале дека нивните родители се бугари и они се бугари. И си го земале бугарското државјанство. Зошто? Тоа е нивна причина. И ние овде се патиме. Меѓутоа немаме бугарски пасош. Така. И не сме се изјасниле никаде дека сме бугари. Значи, тоа како се чувствуваме, така се изјаснуваме. Ако има попис, тие луѓе си ги нема. Колку ќе се изразат како македонци? Албанци. Ја не познавам ниту еден албанец што има бугарски пасош. Така. Само македонци. Ниту една друга нација не познавам што има бугарски пасош. Во Македонија што живее. Така. Добро, ви благодарам за јавувањето. А тука мора да се има предвид поднос на пасошите и одредена политика на соседна Бугарија. Имено не сосема случајно целата таа работа со пасошите. Па се сеќавате дека неодамна и истрага се покрена околу тоа како биле издавани и слично. Значи, си има тука и дел од политика и така натаму, по однос на тоа кој се добивал, дали има други и слично. Сакам да кажам, не значи нужно дека нема друг или дека не би земал друг, особено кога во одредени кризни времиња може да добиете некои подобри прилики, шанси, најблаго кажано. И по однос на тоа чувство, да, кој како во ред, едно е чувството, а второ е пак и она што не може да го одбегне човек, а тоа е, да речеме, директно потеклото. Ако, не знам, родители, предци и така натаму, од каде потекнуваат, без оглед. Вие го имате, го немате чувството, ја имате таа врска од која не може да избегате.
како потекло, значи тоа е она стебло генеалошко. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. И јас ве поздравувам од Преска, ве поздравувам никако да добијам линија. Еве, сега добивте, повелете. Фала Богу. Ајде. И ослушав господјава пред мене, Добро. цела, фала Богу, па сега ево да кажам и ја два збора. Секако, повелете. Ви благодарам. Поздрав од Струга. Ве поздравувам и Струга исто, да се радам. Благодарам многу. Владо Малевски е од Струга по потекло, веројатно сте слушале. Да. Неговиот татко Владо Малевски, сигурно и за него сте слушнале, и вие и македонската публика. Без друго, да. Ја не можам да разберам, познавајќи ја историјата на Струга за Народно-ослободителната војна, да Денко Малевски може да отклони од татка му Владо Малевски и неговите ставови кои ги имал во текот на НОБ. Народно-ослободителната борба. Во која се докажал како борец. Како творец на оваа Македонија. Тука дилеми немам. Јас како стружарец. Исто како што немам дилеми за Христо Матов или Мила Матов, кои се исто така од Струга. Христо Матов е учесник на создавањето на ВМРО во Софија 900 година. Ама, никогаш не дошол во Македонија после тоа што и се случило таму во Бугарија. Останал таму и таму е закопан и неговиот брат Милан Матов. Тоа не значи дека тие може би во срцата носеле меѓу македонско и биле македонци, ама ево ни. Така да, еве истече времето за жал, ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам. Струга особено, сигурно е прекрасно сега и Струга и Охрид во оваа рана пролет. А го поздравуваме следниот гледач. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до гледачите и до вас. Благодарам. Јас сакам малку да кажам некој поздрав. Ми тоа слушам гледачите многу кажуваат пасош. Гоце Делчев имал пасош, па тоа време било бугарско, турско време. Не имало ни пасош. Турција е било и Бугарија, и Грција, и Македонија, и Србија, таму до Хрватска, дека било, се е било тоа турско и немало потреба ни од пасош, ни од ништо. А луѓето се снаваѓали, училе школа по големите градови. Кој по Београд, кој успеал до Лондон, некој до Русија одил, некој учил у Софија, значи Скопје тогава е бил најмал град од сите тие, значи што се други градови околу Београд, Софија да земе или доле Атина, значи што се училе. Луѓето Скопје бил најмал град и затоа луѓето се одиле да учат. А пасоши не се поставили. Пасоши испаднато у Македонија после Втора светска војна, неде 46-47 година. А дека 1900 година пасош не имало, тоа било се Турција, се е било една држава. Нема потреба од пасош. И луѓето се одиле комуницирале са, тоа било една држава. Граница било, не имало граница, тоа се било само формално, никој не е стоял царинарник на граница. Еве нека кажат, кој е одил пред војната 30 година или 39 година за Бугарија или за Грција со пасош, никој не е одил. Нема пасош. Може само да запишат на граница кој мине и да покаже некој документ таму да видат како лична карта или било што и си оде. Има само 100, еве нека каже некој, таков нема жив сведок што ќе потврди сега. Тоа се е измрено. Затоа кој пасош, најлесно може тоа да се види кој е била Македонија и што е било, сигурно пишува по села, по градови, турците што собирале данок. Срешно топчене ден у Турција долу тогашен Стамболград, Цариград, како се викал, топчето срешно го недеа пред 10 на години, 15 донесеа го Скопје, таму дека беше од музеј Турција. Таму има документи за Македонија, за Бугарија, да се има документи, не треба ништо друго. Турците упорно тврдат и пред 5 години, 10 вика Македонија си е Македонија, ние сме запнале се бугари за Кечумеве, докази има Турција по села, по се пишува дали сме македонци или бугари. Благодарам и пријатно. Да, молам и благодарам и вам за јавувањето. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Слично мислење со претходниот гледач. Турција била тогаш велесила, била Македонија под окупација, не може да имат македонски документи, македонска администрација, сите предходни се ослободиле предходно и побрзо од Македонија, така да, формирајќи некои си своји национални држави, успеале пред нас сето тоа да го верификува во документи и сега
Нема Македонија. Сето тоа од Македонија. Тие се само хибридни нации создадени на тло на македонскиот ген и па дијава сега ќе се расправаме како е шо или било шо. Али ќе си дојди нова влада, македонска влада со македонски идентитет, некако ова предавничка, се ќе си дојди на место, се ќе си легни на место. Ништо не се секира луѓето, ќе биде секако што треба. Така. Пријатно. Добро, пријатно ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам и следниот гледач исто така го поздравуваме. Добре дојдовте и добар ден. Повелете. Добар ден. Да, еве, зборувајте во програма, сте намалите го тонот само да ве замолам и повелете. Во емисија ги кажа... Да, во емисија сте, повелете. Да, бисер на глупостите, што ги каже некој македонец денес, на ова емисија е полицаецот од Скопје. Значи, во тоа време, добро ви каже слушателот, односно гледачот пред тоа, Гоце Делчев во тоа време немал никаква алтернатива, како денес, да, например, да имаме двојно државјанство, се слушаме, не? Се слушаме? Да, ве слушам, само вие зборувајте. Има алтернатива во тоа време да биде и македонец и бугарин во исто време заради некои си економски потреби. Значи, затоа и тој се бори за да биде еден ден македонец со своји документи, со свој пасош и со свој идентитет. Значи, како можеме да ги мешаме овие работи, основни работи? Јас би го прашал само полицаецот, дали ова историјата бе дечко ти што си учил уште во основна или во средна школа? Дали ти тоа време на својот професор, наставник си му рекол, не е тоа така, ние мора да се помириме со тоа дека сме имаме бугарско потекло. Значи, имам слушнато глупости, ама како ова денес, да самиот заради обстанок само на власт, по секоја цена, ги негираш своите македонски корени, ова е невидено. Се разбираме, не? Да, сосем. Значи, како може да испоредиш бугарските, да акцентираш на бугарските пасоши, а каква разликата меѓу американски, или канадски, или германски пасоши? Пасош си е пасош, си го извадил било каква потреба, што во тој момент тебе ти одговарал, дали економски, селенички, или било како, не е ни важно. Си го извадил. То не значи дека ти повеќе не си македонец. Со шо во тоа време можел Гоце Делчев да се идентификува како македонски граѓанин, државјанин или што било во него. Па затоа се борел тој, за да биде тој што денес требало да ние сите. И од тоа што се гладко се откажувам. Значи, имам слушнато глупости, сета за тој човек што има некои размислувања, стварно сте на место. Меѓутоа некој пат ги носи работи до таква. Така, да, еве истече времето и благодарам за јавувањето. Овој регион бил од секогаш и сега е се уште и добро е што е така и тоа како во жижата, онака крстопатина, многу цивилизации, култури и така натаму. Така да и по однос на и потеклото кога се зборува, се е тоа еден меланж, една мешавина, токму заради велам таа актуелност на овој регион, што е добро, ти навистина има што да понуди, и спој на многу велам и култури и цивилизации, а кога имате и спој на многу велам различни вредности, имате и квалитет, затоа и се, ако сакате генерално, народите, луѓето од овие подрачја и навистина квалитетни во секоја смисла, отколку таму каде што имате навистина една чиста линија. Како предност го коментирам ова, да, повелете, добар ден. Еве, да, гледате како се заинтересиравме, задлабочивме поточно во оваа тема, што заборавивме и на времето, веќе, да, 16 часот и 50 минути што да се правиете, на тоа не се имуни ни најдемократските општества, па еве така и ние. Но добро, еве тука завршуваме, имавме вистина добар, интересен разговор. Останете со телевизија 24 во 17 часот, како што ви кажав, во рамки на дневникот ќе имаме и повеќе токму околу оваа тема. И јас ви благодарам за вниманието, ве поздравувам, ви посакувам среќни првомајски празници и се гледаме наскоро. Погледот во иднината ми вели дека нема да се видиме утре, не заради некои визионерски мои способности, туку заради шемата која имаме заради ова. Верувам дека ќе трае и тоа кратко, но затоа веднаш по 1 мај со задоволство ќе ги слушнам од вас впечатоците од празникот за кој ви посакувам уште еднаш се најдобро. Довидување.